колешке Марковска. Јас ќе станам за да можам да ве гледам кога ви зборувам, бидејќи зборувам само факти и аргументи. Добро е тоа што внимателно сте ме слушале, лошо е тоа што не сте ме разбрале за тоа што го зборувам. Јас кажав дека е неопходно да имаме брз превоз во Скопје, ама и кажав дека е неопходно да имаме брз превоз и во Гостивар, например, и во Тетово, и во Штип, и во Велес, и во Охрид, и во Битола, и секаде е неопходно. И дадов многу убава паралела кога реков дека ако некоја општина има приход, односно градот Скопје има приход годишен од 80 милиони евра, не му е проблем да земе 70 милиони евра кредит, односно уште помал проблем му е да земе 40 милиони евра кредит за таа првите 5 години, првата транша да ја заврши од запад до исток. Значи, не сте ме разбрале тоа што го зборувам. Второ, неблагодарно е да ги споредувате господинот Трајановски и господинот Шилегов. Но вистина е неблагодарно. Ниту па господинот Пенов. Зошто? Затоа што претходните двајца и господинот Шилегов разликата е бокише ширџија. Затоа што господио Марк нема да ги спомнувам сте булевари што ги пробиваше Коце Трајановски. Нема да спомнувам новите улици што ги правеше Ристо Пенов. Тоа ќе отрнеме на страна. Само ќе ве подсетам. Ветувавте 3 нови моста за поврзување на Скопје. Направивте 0. Ветувавте мост од мој Карпош до ваше Ѓорче Петров. Иста оваа влада со прераспределба на средства им даде 5 милиони евра, 5 милиони денари, 80.000 евра куќа не се прави. За да отидат се сликаат на Лепенец дека ќе правеле таму мост. Абер нема од мостот, ни пак ќе биде. Во Карпош имаме од 30.000 квадрати парк направен од претходниот градоначалник, кој само се најавува дека ќе се прави. Многу е голема разликата во објекти оставени на граѓаните. Јас и вие плаќаме исти данок на имот. И сега, и пред 5 или 10 години. Проектите кои што позади себе ги оставија претходните два градоначалници на Скопје, и Ристо Пенов, и Коце Трајановски, навистина е нефер и некоректно према тие луѓе да ги споредуваме со Петре Шилегов. Каде е господјо Марковска? Решението за брз превоз во Скопје, како беше? Кога завршува Партизанска, под Тифани зградата се спуштате, така викаше Шилегов, и излегувате ки банките, ки НБРМ. Каде е тој проект? Не е ни почнат. Мостови ви кажав нема. Зиплайн ви кажав нема. Огромен парк нема. Мандатов заврши. Нема ништо што ќе им остане на граѓаните. Нема ништо. Единствената работа по која што вие си одите дома е Партизанска, која што само го смени асфалтот. И сега тоа е разликата. Кога си одите вие дома, си одите по нов булевар, кој што претходно беше трева и ништо немаше проектиран или инденска и направен пред доди према Карпош, према Ѓорче Петров, претходниот градоначалник, и имате огромен булевар Теодосиј Гологанов, кој што го проектираше, го проби и го направи претходниот градоначалник Трајановски. Овој сега што не е градоначалник, да ставиме рака на срце. Народ не гледа, знае и тие возат. Единствено што направи е што на 3 километри и 200 метри на Партизанска смени асфалт пред избори. И сега се поставува прашањето. Ако во 2019 година владата и Шилегов знаеле дека ќе дојде овој заем 70 милиони евра во собрание, тогаш се поставува прашањето зошто го менувале асфалтот? Бидејќи сега истиот тој асфалт треба повторно да го копаат за да се прават овие станици, се прави овој брз превоз. Да ви кажам ли зошто, господјо Марковска? Затоа што беа локални избори. Затоа што Заев, носителите на листи немаа каде да се сликаат. Нема еден капитален објект кој што е оставен ниту од градоначалниците, ниту од градоначалникот на град Скопје. И земаа што направија? Единствениот булевар, односно два, кои што во Скопје немаат сливници на самиот асфалт, кај што не треба многу време да се помине во нивелирање, во рабници минување, се што е булеварот што е пред Црвен крст, точно како се вика, не знам, и Партизанска. И само зема го собра асфалтот, врзнево стави друг асфалт и тоа беше еве направив нов булевар. Не. Новите булевари према Карпош и према Ѓорче Петров ги проби и ги направи претходниот градоначалник, тоа се и Линденска и Теодосиј Гологанов. И држете се до темата. Верувајте, ако ги споредувате Шилегов со претходните два градоначалници, на вистина се небо и земја разлика. На вистина се. И пак ќе ви кажам, господа Марковска, не е фер да вие не можете во Гостивар во втора да ја ставите во лето, во Тетово зиме лете е блокирано, Прилеп почна да се блокира. Не е фер тие луѓе да плаќаат
за ние во Скопје да имаме брз превоз. Фере, ние сами си го направиме. Имаме доволно буџет. Ама што треба да направиме? Треба да избркаме превеми вработени. Треба да направиме соодветна администрација да намалиме. Треба да намалиме украсувања. Треба многу работи да намалиме. Никого не го земе одговорен за тоа. Значи, ние мораме да се погледнеме во очи, да ги видиме кои ни се маните и слабостите, да видиме што ни е приоритет и тоа да го реализираме сите заедно. И немојте сега да се ставате во ровови дека јас не го напаѓам, јас бев многу честно дискутирам на оваа говорница. Јас кажав дека ова требаше уште пред 20 години да почне да се прави. Тоа е неспорно. Ама политичкиот момент, задолжувањето, цела Македонија треба да биде, не е во ред, господја Марковска. Не е во ред. Значи, вие како сакате можете да го кажете, пак ќе ви кажам, народ гледа. Знаат дека е така, знаат дека е предизборно. И пак ќе ви кажам уште на работи, тоа ќе завршам, да не ја оптоварувам говорницата. Јас и вие сме на оваа комисија. Во последниве 20 дена. Имате закон со кој што се зголемуваат парите кои што државата одат према општините врз основа на ДДВ-то. Така ли е? Се помина тој закон. Втор закон беше општините ќе можат да прават долгови, максимум 30% беше до сега ќе можат максимум 50%, значи ќе се задолжуваат плюс општините. Третиот закон беше енергетско ефикасни објекти во јавните институции. Повторно ќе се прават работи во општините. Четвртиот закон беше објекти, изградба, доградба, реконструкција, реновирање на објекти од основното образование. Пак прави тоа во општините и сега ќе правиме. Апла се гледа дека е за избори. Апла му подценуваат интелигенцијата на овој народ. 3,5 години никој никаде ги нема и сега ви текнува, се ова го правите и уште згора го браниме ова. Не се брани. Да ви прашам уште на работа, што ќе завршам. Дали вие мислите дека ако ова се бранеше сега, вие ќе зборувавте тука со целата должна почит према вас како колега пратеник, вие сте добар пратеник, и тука ќе дојде сега Заев, Бучварски, Шилегов, они ќе бранеа, ќе беседеа на оваа говорница. А што прават они? Само земаат кредити, молчат, пуштете го заместник министерот за финансии нека оди, ниеден министер доено, а да каже овдека на оваа говорница. И на крајот на денот вие сте има либито. Вие сте има либито. Или сите ние сме има либито овдека. Затоа велам цело време до оваа говорница. Дајте да видиме што е приоритет. Да си пуштиме рака, аир да види народот од тоа што седиме овие столчиња. Тоа е за мене суштина. Не се брани ова. Многу задолжувања се, премногу се. И знаете што? Денеска е понеделник. Ако оваа точка завршиме денес или утре, препоставувам, среда ново задолжување, нови 50 милиона евра имаме. До кога, бе? До кога? Кој ќе враќа? Ви кажав во мојата дискусија, ода страна инвестиции нема. Корумпирана влада сме, корумпирано општество сме. Нема кој да ни ги враќа кредитиве. Грчка и е лесно. Продае 2 големи пристаништа на кинези, дае фирми банки на германци, се извадија ние, господјо, што ќе правиме овдека? Мораме да бидеме одговорни пред нас, пред нашата совест, пред нашите семејства, пред граѓаните и за Македонија. И секој оној кој што седнал на Лиденска таму и мисли дека што така може да прави ова собрание, да му кажеме дека не може да прави што така ова собрание. Благодарам.